Доктор Румена Бужаровска, професорка по американска книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Конески, од неодамна и добитничка на престижна награда што ја доделува Американско здружение. Јулија Велковска објаснува за какво признание се работи. Лилица, ти благодарам. Американското здружение за далечинска настава со седиште во Бостон, Масачусетс, на Бужаровска и додали златна награда за извонредни достигнувања во далечинска настава по предметот регионални идентитети на Балканот и во САД. Што ја мотивирало за еден ваков проект? Соработката со Стивен Фолк, вонреден професор по историја на Универзитетот Отава во сојузната држава Канзас. Наставата се одвивала меѓу студенти од катедрата за англиски јазик во Скопје и студенти на Фолк, кои се од САД. Преку Скајп разговаравме со Бужаровска и председателката на Американското здружение Джени Джоплинг. Наградите на здруженијето се доделуваат во повеќе категории на организации, компании и поединци за достигнување во онлайн, видеоконференциско, сателитско и комбинирано учење. Курсот на Бужаровска траел еден семестар. Фактички ние ги споивме студентите од едната држава со студентите од другата држава на онлайн платформа, при што тие всушност учеа едни од други. И тоа го направи овој курс различен од другите, бидејќи не беше абстрактна целата идеја во однос на идентитетите, на културата на државите во Балканот, посебно во однос на Македонија, исто така во однос на идентитетот и културата на Америка. Затоа што сето она што го учевме, всушност потоа студентите се го споделуваа од прва рака со своји искуства. Иако електронската училница била нов концепт за македонските студенти и имало известни предизвици, Бужаровска смета дека резултатот е видлив токму во одлуката катедрата за англиски јазик и книжевност од наредната година да отвори модул по американски студии. Се надевам дека во иднина ќе продолжиме со оваа соработка, таа е за нас многу добра. Меѓутоа и за нив се скршија 300 предрасуди кои што ги имаа. И моите студенти спрема Америка, а посебно исто така и од американските студенти спрема Европа, спрема Балканот и така натаму. Джени Джоплинг преседава со Американското здружение за далечинска настава, говори за наградената македонско-американска соработка. Беше преубаво замислена и организирана од обајцата професори. Студентите од Македонија и САД беа водени низ платформа што придонесе за нивна комуникација и интеракција. Учеа за културата на обете земји со мощни интересни ресурси за актуелните и историските збеднувања, што се заедно резултираше во една фасцинантна конверзација. Соработката со Македонија ја илустрира мисијата на здруженијето да допира надвор од националните граници токму со помош на современата комуникацијска технологија.